Честитки до противниците, стварно беа одлични. Финале ко финале, нема фаворити и то се покажа. Во првиот дел кој игравме за бодој, може би малце полесно од очекувањето ги добивме, али финалето си е финале. И се покажа. Валентин Колевски, Тинчо Колевски од победничката екипа. Честитки за освоеното прво место во ова најбројна лига од 18 тима. Бизнес лига на Прилеп во мал фудбал. Ви благодарам. Надпреваро помина одлично. Пред се борбено. На наше изненадување, голмано премногу му одбрани во првото полувреме, второто имавме малце и среќа што дадовме првиот гол и подосна малце се опуштивме, малце послободно игравме. Тие некако може и замор ги фати, до душа и нас, и подосна и вториот гол стаса и да кажам се заврши се најдобар ред за нас. Честитки до противниците, стварно беа одлични. Финале ко финале, нема фаворити и то се покажа. Во првиот дел кој игравме за бодој, може би малце полесно од очекувањето ги добивме, али финалето си е финале. И се покажа. Првото полувреме беше 0:0. Дали тоа значи дека првиот гол беше сепак онај најпресуден момент? Да, во првото се отвори резултат. Така, второто и многу добро за нас да кажам, пошто на почетокот од второто одма постигнавме гол и подосна послободно и малце игравме и стаса и вториот кој што кажав и победа. Вие не бевте први фаворити во оваа лига, а сепак еве сте победници. Да. Дали ова е и мало пријатно изненадување за вас? Тука вака, лично кои играчи меѓу себе се сметаме стално како како првите. Али фудбалски имаше и други многу екипи подобри, малци среќно завршивме прво место, имавме да кажам одмаравме ни неколку такмици, друга стасат од пајањата премилија целите, друга стаса во полуфинале, ние директно почнавме од полуфинале, пошто прво место завршивме и малце тоа ни помогна веројатно, пошто одморени бевме и со две полуфинале и финале полесно отколку да играме прелиминациони. Одморени да кажам пред се. Леговме во финишов на лигава. Во ова бизнес лига, иако се вика бизнес лига, не се луѓе само од бизнисот, туку се и фудбалери, поранешни фудбалери, а и сегашни. И вие сте еден од нив, оние познати имиња што играа во големиот фудбал. Па морам да ве прашам и ова. Кога ја завршивте кариерата во големиот фудбал и зошто? Па вака, официјално пред 4 години негде, во Победа исто. Пред се, пошто добив работа како наставник по физичко и сега нормално повеќе има обврски таму со работата со дечина, со едно со друго и полека не сакав ни да ризикувам некои повреди за да не можам да одам на работа, да кажам, да ми зависи местото и си продолжив, се насочив кон наставничките води, да кажам. А кариерата така, официјално не сум ја завршил, се уште во Победа се рачунам, да кажам, регистриран, може да ме регистрира, али така, тешко. Одлично игравте во тоа време во големиот фудбал и публиката се чудеше зошто ве нема. Ете, Победа, еден тренер, друг тренер смени се, па на друго место не поварува, поиди, па пак врати и се и малце, тука се изгуби континуитето. Други играчи, да кажам, носа некако, секој тренер си носи други играчи. Своите, да кажам, малци да поменам, не ги цена во Прилеп своите играчи малце. Настрана појче не цена, може ви сега... Значи донесовте, може да се каже исправна одлука? Горе-долу, за мене да, лично. Од овој професорски аспект? Да, лично за мене, да, сега ми е супер. Наставник сум во Малокојнари, во училиште Страшо Принџур.
во основно училиште. Поздрав до наставниците и до дечината. Вие овде кај Појчемина сте професори, Да, наставници. гледам и по физичко воспитување, меѓутоа можам да ве наречам и професори по фудбал сега. Фудбал, па претежно и наставници што сме тука, мислам во Сонг што сме, а претежно 90% сме наставници по физичко и да кажам поранешни фудбалери скоро сите. И сега еве некои што сме така по активни да кажам, се собравме да играме и еве. Одлично играте, дали тоа значи дека многу време посветувате во играње фудбал заедно? Па да. Иначе ние баш као што играме тука во лигава, играме и на термини си играме. Еднаш, два пати недовно кога како. Сега во летно време и турнири има и со нив малце едно друго си се дружиме, си се воигруваме да кажам и еден вид полесно си олеснуваме на утакмица кога ќе играме тука. Што мислите за оваа идеја бизнис лига во мал фудбал на Прилеп? Ја мислам дека е одлична. Организацијава годинава, ко за прва година, здравје, мислам, добра солидно си се одржа. Дури 18 тима. Да, дури 18 тима, тоа е баш одлично. Организацијата си беше на ниво, мислам, солидно да кажам. Може и подобро стално. Година мислам дека ќе биде подобро, сигурен сум. И Дали да очекуваме и повеќе број на уште повеќе број на екипи? па зошто да не? Зошто да не? Би требало и може и по-конкуренти. Треба се вклучат. Да, па може има, значи има и неколку компании што може сега со играчки кадар си викам може и по-конкурентни да бидеме. Здравје, али Ама овде не е во прв план резултатот, туку гледам дека играта, дружењето. Да, дружењето на пример со играчи што сме да кажам, одамна се немаме видено, се гледаме, вака барем имаме повод, еднаш недам да се видиме, се поседиме пред утакмица, после утакмица да се видиме и да се подружиме. И резултатот си е окей, да, стално играме за победа. И ама и дружењето си е пред се и тоа. Важно. Ви благодарам и да се видиме здрави живи и в година во второто издание на оваа бизнис лига. Фала ви, здравје Госпо. Побројни, уште по-конкурентни и по-добро организирани.